Во Охрид царува бекатонот, како архитектонски елемент. Тој нити оригинален, нити има место во Охрид. Па главниот кеј, сите улици, сите сокаци ни стариот град се полни со бекатон. Од каде таа идеја сега таков материјал вие да вградувате во нешто што треба да остане автентично? И ова ви е само еден прост мал пример како не треба да се чува старото. Регионот околу Охридското езеро е пред нов сериозен предизвик. Дали ќе го зачува статусот под ЮНЕСКО или не, откако во јули 2021 година доби дополнителен период до февруари годинава да ги исполни барањата и препораките за да не се случи најнепосакуваното. Дали ова природна и културна убавина ќе се најде на листата на подрачја во опасност под заштита на ЮНЕСКО, ќе се знаена со станокот на ЮНЕСКО кој што треба да се одржи во Кина во септември оваа година. Мислам дека немаме друг избор. Дека со нашата неактивност ние самите го предизвикуваме таквиот резултат. Да не стават под опасност и неколку години да не стават под тонус. Да видат дали овој народ, ова нација има капацитет да се грижи за сопственото, внимавајте. 20 граѓански организации кои се обединија со цел да му се помогне на регионот велат дека 19 препораки кои ЮНЕСКО им ги задал на државните и локални власти за решавање, деловно биле спроведени само 4. Ние до септембар месец како држава и како општина немаме капацитет да промениме нешто многу, него ние можеме, односно општината и државата може да ги стопира одредени процеси кои што се почнати, да се стопираат на ова ниво и понатака да се чека одлуката на ЮНЕСКО што понатака. Иако масовната урбанизација и справувањето со нелегалните градби се еден од главните проблеми на кои со години посочуваат од ЮНЕСКО, тоа продолжува да се случува, предупредуваат невладините. Не може тој процес да се запри. Да бидиме реални и треба реално да ги гледаме работите. Овај процес е почнат пред 30 години. Него сега се толку нагомиланите овие проблеми, што оваа локална самоуправа и овај градоначалник треба да се справуваат со сите тие проблеми. Али урбанизацијата како главен проблем некако ја ставаме во втор план. Градоначалникот на Охрид Пецаков пак го тврди спротивното. За мене најголема револуција и нешто што се почитува до ден денеска, тоа е ставањето ред по однос на урбанизирањето, градењето во самиот град. Но има и други проблеми, како што се бројните пловни објекти во езерото, многу од нив и стари кои работат на нафта. Езерото е избомбардирано од брзи чамци, бучни, тоа е енормно загадување. Секој јук носи тони и тони ѓубре. Зарем треба ЮНЕСКО да ни каже да ги забраниме моторите за внатрешно согорување? Градоначалникот Пецаков вели дека за една година не може се да се направи. Факт е дека напредуваме, меѓутоа факт е дека некои работи зависат и од финансиски средства. Ако сите овие работи кои што ги имаме како препораки ги ставиме како една вкупна сума, доаѓаат од прилика 12 милиони евра. Тие 12 милиони евра општина Охрид сама за жал. Значи јас отворено кажувам, не може да ги обезбеди. Представници на ЮНЕСКО наскоро треба да дојдат во Охрид, да направат инспекција, да увидат што е подобрено, што е во процес, а што е загрозено и да предложат мерки. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.